Прочка представува голем празник за македонскиот народ и со него се поврзани голем број обичаи и верувања. Очигледно е дека проштевањето е обичај востановен под влијание на црквата. Додека огновите, гатањата, карневалите и слично се остатоци од предхристијанските пролетни забави. Празникот Прочка или Велики поклади, меѓу народот познати како проштени поклади, спаѓа во најголемите христијански празници, според некој веднаш по Божик и Великден. Овој празник доаѓа по неколкуте зимски празници, како што се Водици и Свети Трифун, и ги поврзува со поголемиот број пролетни празници како Тодорова сабота, Младенци, Благовештение, Цветници, Великден. Со Прочка започнуваат и долгите великденски пости, период исполнет со многу обичаи и верувања, со многу одрекувања и надежи за пречек на Христовото воскресение. На Прочка се изведуваат богати обичаи како што се проштевањето, па од тука и празникот го добил името, потоа амкањето јајца, обредните огнови, богатата трпеза, гатањето за живот и среќа, обичаите за прочистување од болви, вошки и други штетници. Очигледно е дека некој од овие обичаи, како што е на пример проштевањето, има христијанска основа, додека другите се остатоци од пролетни празнувања. Кога станува збор за празникот Прочка, не смее да се изостават деновите што му претходат на овој празник. Неделата пред Прочка се вика месопусна или месна недела, а некои ја викаат и месни поклади, затоа што на тој ден се запокладува, односно се запостува со месо, месни производи и свинска маст. Овој период од 7 дена, од месни поклади до Прочка, се вика и сирна недела или сирници, поради тоа што во овој период се јадат млечни производи. Некои пак ја викаат и бела недела. Од Прочка не се јадат ниту млечни производи, со што започнуваат големите, долги 7 недели великденски пости, што траат до Великден. Обичајот проштевање тргнува од христијанското сваќање за помагање и проштевање меѓу луѓето. Се верува дека на овој ден и небото и земјата си проштеваат, па тоа треба да го сторат и луѓето. Небото затоа што и погрешило на земјата со громови, мразеви, поројни дождови, и луѓето еден од друг бараат прошка за грешките. При тоа секогаш помалиот бара прошка од постариот, децата од родителите, крштеникот од кумот, а се проштеваат и пријатели, роднини, соседи. Откако 3 пати ќе се поклони, помладиот му вели на постариот прости ми, на што овој одговара простено да ти е и од мене и од Господа, или само просто да ви е. Во некои краишта во Македонија, тој што барал прошка носел некаков подарок како портокал, лимон, суво грозје, алва, јајце и друго. И во таа смисла, во некои краишта, портокалот останал како символ на проштевањето. Во населените места посебен впечаток во вечерните часови на овој ден остава раздвиженоста на населението, кога многумина брзаат да се простат со родителите, роднините, пријателите, а потоа да се најдат покрај богатата трпеза. Останало забележано и дека младите влюбени се проштевале на чешмата со понекој бакнеж, затоа што во време на великденските пости и бакнувањето се сметало за грев. Амкањето јајце е интересен обичај кој особено на децата им причинувал голема радост. Се изведувал на тој начин што едно варено бело јајце се пробудувало со игла, потоа низ него се провирал конец, кој се врзувал за таванот или за синџирот од огништето. Најстариот човек во куќата, најчесто домакинката, го држала конецот и сите почнувале од постарите, амкале, обидувајќи се да го лапнат јајцето, но без притоа да се послужат со рацете. Само на помалите деца им се дозволувало да се послужат со рачињата. Велат, чинело човек барем со забите да го допре јајцето за да му бидат бели и здрави. Понеделникот по Прочка се вика чист понеделник и тогаш започнуваат долгите великденски пости. На овој ден се чисти куќата, особено се внимава садовите за храна да се измијат и испоснат од мрсното. Во минатото, тоа се правело со брашно или пепел или со подолго вриење. Во врска со овој празник се и карневалите што се одржуваат во Струмица и во Прилеп. Празнувањата во Струмица се во врска со тримерските празнувања, кога се изведуваат богати обичаи за свршените.